Балетското студио Менада и оваа година со ново издание на балетска представа по она што беше за најмладите се подготвувате викендов со уште едно издание. Што овој пат ќе им биде понудено на публиката и на децата? Пред месец дена беше се настано, тоест првиот наш концерт за оваа сезона, роденденот на балерината. Салата беше преполна, се надеваме дека и овој пат за вториот концерт оваа сезона ќе биде исто така. Концертот се вика Училиште на балетски принцези, се одржува сега во сабота, значи на 1 јуни во 8 часот вечер. Ве покануваме сите вас и целата тетовска публика да го погледнете овој концерт, оваа балетска вечер, премиерно сега во сабота. Значи, што е темата? Темата оваа година ја исцрпивме од реалниот живот, односно сите оние неправди кои што се случуваат во текот на животот, така да сакаме да направиме, да дадеме една порака не само за најмладите, туку и за повозрастните, општо не само во образованието, туку и општо во животот. Значи, за што се работи? Ставаме една дистинкција помеѓу љубовта и омразата од една страна и достоинството, искреноста и честноста од друга страна. Љубомората во еден момент ќе ја надмине добротата, но сепак на крај вистината и правдината ќе излезе на виделина. Сето тоа се изведува страна на балерините на балетско студио Менада, кои што веќе се 6-7 години членови кај нас членки, кои што играат на професионални шпиц патики и кои се надевам дека играта многу добро ќе ја изнесат, во што ќе се уверите. Која е музиката? Дали создавате некоја нова музика или работите на познати numeri и како децата се снајдува со професионалните шпиц патики? Музиката ја црпиме во зависност од нашата идеја, во зависност од идејата ја земаме музиката од многу познати автори, најчесто инструментали, класична музика, филмска музика и слично. Во зависност од тоа, значи што ни треба. Децата како се снајдува многу добро оваа година, со оглед на тоа што има некои од нив што прв пат се качуваат на професионални шпиц патики и се многу добри, можам да кажам дека се тука некаде со оние кои што веќе со години ги користат и играат на нив. Имате ли потреба од некој друг надворешен кореограф професионално да ги заокружите овие активности? Па сега за сега не се јавило некоја посебна потреба за помош во врска со кореографиите, во врска со сите оние работи кои што не се потребни, затоа што сите работи се сами си ги завршуваме, значи кога станува збор за кореографијата, сценографијата, осмислата на костимот на децата, тоест костимографијата, продажбата на карти, дисциплината на деца, организирањето на цел концерт, тоа е на наш терет. До сега значи функционираме одлично како тим, се надевам дека и понатаму, дај Боже да биде така. Сега за сега е супер, така да за воиднина, доколку треба помош, доколку се шириме, дај Боже, би ангажирали некој друг. Колку деца ќе бидат на сцената во сабота? Во сабота ќе има негде околу 80 деца на сцената. Тоа е една огромна бројка, можам да кажам, но сепак тие се многу добро ускладени, така да би требало да дојдете и да видите за што се работи. Се надеваме овој пат се добро ќе функционира.